Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Во североисточната држава Њу Хемпшир денеска се одржуваат првите прелиминарни избори на председателската кампања на САД 2012-та. Како стојат работите во моментов на самиот почеток на емисијава? Гласачките места во Њу Хемпшир се отворени од утринава. Жителите на малиот град Диксвил ноќ близу канадската граница веќе гласаа, веднаш што му отчука полноќ по локално време. Поранешниот гувернер на Масачусетс Мит Ромни и Џон Хансман, поранешен американски амбасадор во Кина, добиле по 2 гласа од вкупно 9. Ромни е во здрава предност според анкетите пред овие избори, а се чини дека борбата е за второто место. А од другите вести, да се обезбеди дека Македонија годинава ќе се приклучи на НАТО. Тоа би било знак дека председателот Обама на вистина ја разбира примарната роља на Америка во создавање и одржување на демократскиот глобален поредок, вели Сали Макнамара, аналитичарка од фондацијата Heritage, во напис на интернет страницата на ТВ мрежата Fox News. Макнамара бара од првиот човек на САД да покаже лидерство на самитот во Чикаго во мај и да изврши притисок Македонија да стане дел од алијансата. Генералниот секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен веднаш по пресудата на Меѓународниот суд на правдата коментираше дека Македонија ќе добие покана штом ќе најдат решение за името, а американскиот заменик помошник државен секретар Филип Рикер во декември рече дека Вашингтон ќе продолжи да ги охрабрува двете земји да најдат решение, што САД потоа ќе го прифатат. Видовме како стојат работите за кандидатите во моментов во Њу Хемпшир, а сега да ја видиме и другата страна. Што за гласачите ќе биде решавачко да го дадат гласот за одреден кандидат? Кои се прашањата што ќе го издиференцираат републиканскиот кандидат како предизвик за председателот Обама на ноемвриските избори? Гласот на Америка е во Њу Хемпшир и се обидуваме да фрлиме светлина на мотивите на гласачите. Њу Хемпшир е североисточна држава во САД со сликовити гледки и мали градови. Кога кандидатите за председател се овде еднаш на 4 години, Њу Хемпшир не личи на себе. Romney's economic plan, timid. One state can stop the chameleon. Гласачите овде подобро стојат финансиски од остатокот на државата. Скапи предмети лесно се продаваат во поголемите градови на Њу Хемпшир. Например, представништвото на Lexus во Манчестер се префрла на локација што чини $7 милиони. Продажбата е фантастична, вели менаџерот. Но надвор од големите градови кризата повеќе се чувствува. Франи Лонго работи во компанија за кошници 25 години. I've been able to make ends meet. Составуваме крај со крај, но со тешка работа. Компанијата Peterborough Basket Company постои 150 години. Вистинска Made in America компанија со дрво од Нью Ингланд, со медалиони од Род Ајланд и кожени делови од Масачусетс. Минатата година покажа профит, но собственичката Джоан Доц вели ќе гласа промена. I think the country's in trouble. Државата има тешкоти и треба нешто да се стори. Што побрзо, подобро. Not wait too much longer. Мотото на Њу Хемпшир е живеј слободно или умри. Жителите овде се жестоко независни. Никој не знае како ќе се гласа. Нил Левески од Институтот за политика во Манчестер објаснува. New Hampshire voters will wait until the last minute before they are concrete about what they're. Ке се чека до последен момент. Ке чекаат на грешка од кандидатите. Брзо ке се премислат. Њу Хемпшир е познат по разочарувања за многу кандидати. Мит Ромни се надева дека тоа нема да биде случај со него. Тој е толку убеден дека ќе победи што замина за Јужна Каролина на кампања. Веќе утре ќе знаеме дали бил оправдано самоуверен. Во Вашингтон, кога температурите се под точката на мрзнење, бездомните лица имаат право, според законот, на кревет во засолниште. Ова е еден од малкуте градови во државата каде постои таков закон. Во една таква ноќ, неодамна, наш колега отиде да види како ова функционира. Во Вашингтон е под нулата и тревогата за хипотермија е активирана. Градските агенции, добротворните друштва и црквите ги отворија вратите за секого што бара за солниште таа ноќ. Hey, Ms. Good, this Cassie at the shelter hotline. How you doing? Оваа жена во една таква организација ги брои бездомните кои дошле во оваа прилика. 26 families, 31 adults and 52 children.
Copy that. 17th Maryland Avenue, Northeast. Неизин колега ги собира бездомните во возило, им дава кебење и облека за да ги спаси од мрзнење. Take that seat right there. There you go. You okay, Knight? All right. 23 to Hypo. Pickup is made. Вашингтон воведе политика на право на засолниште во 1988, откако 7 бездомници премрзнаа до смрт и борбата беше да не се дозволи тоа да се случи уште еднаш. Секоја ноќ во овој град има над 6000 лица кои немаат постојано место на живење. Речиси половината од нив се семејства. Тие се сместуваат во засолништа за воредни состојби, транзициони престојалишта, па дури и хотелски соби. Anything I can do for you? Nice and warm? Need another blanket or something? Веќе неколку месеци засолништето е привремен дом на Евон и незиниот 17 годишен син. Таа е разведена мајка која себе си се сметала за припадник на средната класа. Додека не останава без работа, со тоа и домот и ја потрошила за штедата плаќајќи хотелски соби. Спиела во автомобил, додека не го нашла ова место. I never been in a shelter before in my entire life. Никогаш пред тоа не сум била во засолниште и сега не знам што би правила да го немаше. Секому може да му се случи. Поддржувачите на законот сега се борат да го прошират правото на засолниште за сите годишни времиња, не само во зима. Владата не смее да го ограничи трошењето на корпорациите за политички кампањи. Ова е официјална одлука на Врховниот суд на САД, но дали е на вистина во духот на Уставот? Гледате утре во Ньюсфлеш. Нова кампања, нови избори, нова загриженост. Дали корпорациите може да го задушат граѓанинот? Гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И пред да се простиме од вас, подсетување за бесплатниот календар што го доделува Гласот на Америка. Ке ви го пратиме на ваша адреса ако се пријавите на нашата веб страница glasnaamerika.com или посетете на Facebook. До гледање.